Подготвува ли македонската влада нов договор за да ги задоволи апетитите на Бугарија, но и што добила во документите кои веќе ги испорачала официјална Софија? Од Илинденска молчат за барањата, но затоа шефот на бугарската дипломатија Светлан Стоев најави дека до крајот на октомври ќе се заокружи нов круг на консултации, а она што ќе биде договорено може да биде потпишано од двајцата министри за надворешни работи. Бугарија инвестираше многу во диалогот со Македонија, очекуваме конкретни действија од Скопје за трајно спроведување на договорот за добрососедство од 2017, како и почитување на правата на граѓаните со бугарска самосвест. Преговорите на експертско ниво меѓу Скопје и Софија течат, а предадени се бугарските предлози и текстови. До крајот на октомври ќе има нов круг консултации меѓу Бугарија и Македонија и доколку се постигне согласност, она што ќе биде договорено може да биде потпишано од 20 министри за надворешни работи. Пред само една недела, бугарскиот претседател Румен Радов на самитот во Словенија наметна нови барања за македонските интеграции, но и ги убеди европските челници дека додека Македонија не ги исполни бугарските желби, нема како да дадат зелено светло за македонскиот интегративен пат. Побара до ноември Македонија да понуди писмени гаранции кои ќе бидат обврзувачки. Нашите позиции се јасни. Нашите позиции се јасни. Додека овој процес продолжува, додека нашите сонародници низ годините се уште се подложени на една истенчена асимилација, додека се потиснати основните права и не се интегрираат полноправно во Македонија, како и другите народи, ние нема како да кажеме да за почеток на преговорите. А Порадев и организациите на бугарите во земјава упатиле апел до бугарските политички лидери со барање за заштита на нивните права. И додека бугарската влада не отстапува од намерата бугарите во Македонија да бидат впишани во уставот, македонците во Бугарија преку декларација побараа македонските власти да запрат со непринципиелните компромиси што ги прават со Софија. Ја осудуваме континуираната политика на негирање, дискриминација и асимилација што се води официјално против македонците во Бугарија. Го осудуваме начинот на кој беше спроведен последниот попис во Бугарија, со мноштво нарушувања на правото на самоопределување и пречки пред македонците да можат да ја изјават својата народност. Од Македонија бараме да запре да прави непринципиелни компромиси и да ги задоволува антимакедонските апетити на националистичките кругови во Софија. Инаку, протоколот кој го бара Радев содржи правно одврзувачки гаранции за спроведување на одлуките донесени во договорот од 2017 година. Дел од нив се однесуваат на тоа македонските бугари да бидат впишани во уставот, за да се запре, како што вели, фалсификувањето на историската вистина, да се сменат наставните планови, да се запре прогонот на луѓе кои се идентификуваат како бугари во Република Македонија. Државниот врв во Скопје јасно и категорично да прекина со идеологиите на тоталитарното миното, се нафидува во бугарските барања.